Со сослушување на вештото лице кој изработи вештачење на барање на одбраната на тројцата обвинети лекари од Струшката болница, денеска во Струга продолжи судскиот процес за случајот со родилката од Дебар Јилдиз Веаповска, која при породувањето остана без матка, бубрек и јајник. Вештачењето на одбраната е спротивно со она на судска медицина и вештакот тврди дека лекарите не направиле пропуст при лекувањето, туку спасиле еден млад живот. Самиот вештак не даде конкретен одговор на моите крстени прашања. Јас затоа сум убеден дека имаме само едно вештачење. Тоа е вештачењето на судска медицина која укажува дека се пропуштени многу работи при операцијата. Веаповска пак се прашува како лекарите во болницата во Струга и го спасиле животот кога во кома и без 3 органи била пренесена на скопските клиники каде имала уште една операција. Но овие доктори не ми го спасија животот мој. Овие доктори ми го пропастија животот, ме направија инвалид и ме направија жена која што не можам повеќе да раѓам и не можам повеќе да имам деца. Александар Новаковски, адвокат на еден од обвинетите лекари, вели дека ќе следи усогласување на двете вештачења, а потоа ќе се одлучува за дополнителни предлози. Медицински различни се спротивставени тврдењата за тоа дали било неопходно да се направи хистеректомија или не и како настанале повредите за жал. Значи, затоа мислам тие како стручни лица најдобро ќе се согласат, а потоа стои опцијата за супервештачење. Тројцата обвинети лекари, Мухамет Асани, неговиот син Блертон Асани и Лилијана Јовановска, се товарат за предизвикување тешки дела против здравието на луѓето. Асани и денеска не сакаше да зборува пред камера. Судењето продолжува во април.